Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг. Преку магијата на народните инструменти, нивниот автентичен звук се добива можност да се патува во различни предели во различно време од битисувањето, да се раскажат многу приказни кои говорат за минатото, за сегашноста, а ни овозможуваат и да ја градиме иднината, поставувајќи при тоа нови темели за збогатување на културното наследство. Во таа насока, по четврт пат годинава се организира фестивалот Инструментите на моите предци во организација на Детскиот културен центар Карпош. Пријавувањето за учество во надпреварувачкиот дел на оваа манифестација заврши вчера. За деталите во продолжение разговараме со директорката на Детскиот културен центар Билјана Лалчевска-Серафимовска. Билјана, добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Фестивалот е закажан за престојниот викенд, односно од 15 до 18 април. Каков е интересот со оглед дека веќе четврта година поред ја организирате оваа манифестација? Интересот за оваа манифестација од година во година премногу расте, на наше огромно задоволство, заради фактот што еве веќе мерките олабавуваат, ќе се случува целиот овој фестивал во Салон 1919 во културно-информативниот центар. И во оваа прилика би сакала да упатам голема благодарност за отстапениот простор на оваа институција за овој фестивал, така што навистина изненадени сме од учесниците кои што се пријавуваа до вчера. Значи, пријавите се затворија вчера на 12 април и на наше големо задоволство има многу интерес во различни категории и секако надпреварувачите се со различни инструменти. Така да отварањето на фестивалот, односно ревијалната вечер, ќе се одржи на 15.4. со почеток во 19.30 часот. И еве еден апел до сите оние љубители на изворната класична традиционална музика, можат да дојдат бидејќи влезот е бесплатен. Така, ајде да почнеме од почеток за тоа како почна целата оваа работа, односно која е пораката што ја пренесува овој фестивал, какви приказни раскажуваат народните инструменти? Па всушност фолклорната култура е човечки израз за да се опише еден начин на живот на едно општество, бидејќи целта на народната песна е да ги опише човечките искуства, знаењето на духовното и материјалното наследство, кое е неизоставен дел од развојот на децата во нашето општество, кои се развиваат и усовршуваат наоѓајќи собствен изворен уметнички јазик. Токму заради тоа во нашиот центар екзистира секција преку која што децата ги изучуваат народните инструменти. И така се јави една идеја, односно потреба на децата да нивниот труд биде валоризиран. И со тоа тимот на Детскиот културен центар Карпош, значи заедно со моите вработени, дојдовме на идеја да го организираме и реализираме овој фестивал и надпревар. Всушност, самиот фестивал на изворни и класични инструменти и надпревар представува еден предизвик за оние деца кои што навистина, како што и самите кажавте во најавата, тој звук, таа магија на овие инструменти ги става децата пред еден голем предизвик. Голема е возбудата, јас гледам од моја страна, од наш аспект, бидејќи се подготвува и Народниот детски оркестар на Детскиот културен центар Карпош. Голема е возбудата со самата подготовка, бидејќи ревијалната вечер како организатори на целиот овој фестивал ќе ја отвори токму Детскиот оркестар на Детскиот културен центар Карпош.
И секако претпоставувам, односно знам од искуството од минатите години каков е оној предизвик во надпреварувачкиот дел кога чекаат кога се во очекување да ја добие оној кој што има најголем број поени Гран При наградата. Така што секоја година доделуваме Гран При награда и нели размислите за понатаму да се скалило по скалило гради овој фестивал и расте на некој начин. Имаме различни идеи и секако морам да ја споменам и огромната поддршка од градот Скопје, кој што секогаш знае да ја препознае идејата и да биде генерален покровител на оваа манифестација. Фестивалот е составен од две посебни дисциплини, изворни инструменти и состави, класични инструменти и состави. Но во колку возрастни категории е поделен? Поделен е во 5 категории возрастни, што значи дека учесниците има и правилник и пропозиции за учество во надпреварот. Согласно годините следи и минутажа на изведба кои што учесниците, нели оние кои што ќе се надпреваруваат, така што имаме и до 18 години и над 18 оние учесници кои што веќе професионално ги изучуваат инструментите, нели за кои што ќе се пријават. Морам да напоменам дека освен ревијалната вечер и надпреварувачкиот дел имаме и мастер-клас часови, каде што врвни педагози ќе одржат мастер-клас часови на оние заинтересирани учесници за нели одредена област, предмет, инструмент и така натаму. Споменавте и вие, вчера заврши пријавувањето за учество во надпреварувачкиот дел на фестивалот. Сите пријавени ли ќе земат учество или има посебни критериуми кои ќе треба да ги исполнат? се плаќа ли некаква котизација? Да, се плаќа минимална котизација по категорија, бидејќи пандемско време, да кажам, самиот организацијски одбор реши оваа година, како и минатата година, да котизацијата биде на половина, односно 50% од реалната котизација. Така да, затоа гледам дека и интересот на учесниците е зголемен за разлика од првите години кога нели имавме и се пробиваше овој фестивал и надпревар како фестивал на сцената, така што да, минимална котизација учесниците веќе ја уплатија и се подготвени да да учествуваат во оној надпреварувачки дел, така да на сите оние кои што се пријавија им посакувам среќа и најдобриот нека победи. Кој ќе ги оценува учесниците? Имаме жири комисија составена од 5 члена. Морам да ги споменам, тоа се луѓе врвни кои што се занимаваат со изворна и класична музика. Па би ги споменала нашиот Стефче Стојковски, кој што е и поранешен член од тогашниот пионерски дом Карпош, сега детски културен центар Карпош. Понатаму Миланка Царски хармоника, Боби Спасенцовски хармоника, кларинет Стеван Христовски и клавијатури Љупчо Соколовски. Значи тоа е едно 5 члено жири кое што нели ќе ја има најтешката задача, зборувам условно, нели, кажано, најтешката задача на овој надпреварувачки дел од сите надпреварувачи да се избере најдобриот кој што ќе ја понесе наградата Гран При. И уште едно прашање да го заокружиме овој наш денешен разговор. Дали на надпреварот учество ќе земат изведувачи ансамбли, бендови од земјава или можеби станува збор за надпревар од регионален или можеби меѓународен карактер или еве можеби тоа се интенциите да стане во иднина?
Така е замислен како меѓународен фестивал и надпревар и така тргна првата година приказната за овој фестивал и надпревар, меѓутоа со оглед на фактот дека потоа настапи оној пандемски период и карантински, беа странците оневозможени да дојдат да учествуваат на нашиот фестивал. Така што се надевам дека следната юбилејна петгодишно постоење на фестивалот ќе си ја продолжиме она традиција која што, односно не е традиција, туку замисла која што ја имавме на почетокот на првиот фестивал. Учествува жири комисија представена од луѓе од Бугарија, Грција, Србија и наши еминентни професори, така да тоа е за оној јубилеен, да речем, фестивал кој што ќе се случи следната година, сето она што ние го замислуваме на некој начин ни се остварува, бидејќи силно веруваме во она што, како што и самите кажавте, дека ние ја градиме иднината и ги поставуваме новите темели за да се збогати нашето културно наследство. Милјана, јас ви благодарам за денешното учество во утрински брифинг и ви посакувам успешен надпреварски дел и успешен фестивал и ова четврта поред година, како што напоменавме и во самата најава. Ви благодарам уште еднаш. Секое добро.